Супермоките на умот, псионички способности. Дали сте слушнале за луѓе со неверојатни ментални способности? Псионичките способности се мистериозни моки на умот кои, според одредени верувања и истражувања во парапсихологијата, им овозможуваат на луѓето да влијаат на светот без физички контакт. Некои луѓе тврдат дека поседуваат вакви способности, додека науката се уште нема конечни докази за нивното постоење. Луѓе кои можат да читаат мисли, да ја предвидуваат иднината или дури и да поместуваат предмети без да ги допрат. Тие се познати како псионици, мистериозни поединци со неверојатни способности на умот. Терминот псионик потекнува од зборот пси, што се однесува на менталните или психичките сили. Псиониката е концепт кој опишува употреба на умствена енергија за различни способности. Некои веруваат дека ова е само фантастика, но низ историјата има сведоштва за луѓе со необјасними психички моки. Во оваа статија ќе ги разгледаме најпознатите видови на псионички способности. 1. Телепатија, пренос на мисли. Телепатијата е способноста да се читаат и испраќаат мисли без вербална или физичка комуникација. Замислете да разговарате со некого без да кажете ниту еден збор. Оваа мок им овозможува на поединците да чувствуваат емоции или намери на другите без никаков надворешен контакт. Некои познати примери вклучуваат близначки кои можат да комуницираат без зборови, чувството дека некој ќе каже нешто пред тоа да се случи. 2. Телекинеза, движење предмети со умот. Што е тоа? Телекинезата или психокинезата е способноста да се поместуваат предмети без физички контакт, користејќи ја само менталната енергија. Некои велат дека ова е само трик, но има извештаи за луѓе кои демонстрирале ваква моќ. Некои извештаи за телекинеза вклучуваат. Некои монаси и духовни лидери можеле да поместуваат предмети со концентрација. Легендарни случаи каде што луѓе под екстремен стрес покажале знаци на психокинеза. 3. Прекогниција, предвидување на иднината. Што е тоа? Прекогницијата е способноста да се видат настани пред да се случат. Ова може да биде преку соништа, визии или моментални интуитивни чувства. Можни примери за прекогниција: луѓе кои сониле несреќи пред тие да се случат. Интуитивни предупредувања кои спасиле некого од опасност. 4. Астрална проекција, напуштање на телото и патување низ други димензии. Астралната проекција е искуство каде што човекот ја напушта својата физичка форма и патува низ духовни или други димензии. Некои луѓе тврдат дека можат да го напуштат телото и да патуваат низ астралниот свет. Во што се верува? Некои луѓе тврдат дека можеле да патуваат низ просторот додека нивното тело останувало неподвижно. Постојат древни традиции кои учат како да се контролира оваа способност. 5. Пирокинеза, контрола на оган. Што е тоа? Пирокинезата е способност да се создава или контролира оган со умствена енергија. Фолклор и модерни случаи. Постојат митови за луѓе кои можеле да запалат предмети само со концентрација. Во модерната култура, ова често се појавува во филмови и стрипови. 6. Хронокинеза, контрола на времето. Што е тоа? Хронокинезата се однесува на способноста да се забави, забрза или манипулира времето. Теории и мистерии. Некои луѓе пријавуваат дека почувствувале забавување на времето во моменти на опасност. Научната фантастика често ја користи оваа идеја, но нема докази дека е возможна. 7. Биокинеза, манипулација на телото. Што е тоа? Биокинезата е способност да се менуваат клетките и генетската структура на телото, можни способности, исцелување на рани или болести со умствена енергија. Промена на бојата на очите или зајакнување на физичките способности. Дали псионичките способности се вистински? Науката се уште не докажала дека овие способности се реални, но има многу пријавени случаи кои остануваат необјаснети. Парапсихологијата продолжува да ги истражува овие феномени. Што мислиш? Дали веруваш дека псионичките способности се можни? Напишете во коментарите. Наука, вистина или мит? Дали верувате во псионичките способности? Дали можеби и вие имате ваков талент, а се уште не сте го откриле? Напишете во коментарите и споделете го видеото ако сакате повеќе вакви теми. Ако имате некое прашање или сакате да истражиме нешто подетално, пишете ни.
Се гледаме во следното видео. Канал Тампес ви е благодарен за вашето одвоено драгоцено време.